Мејатата сабота зборував за случајот на една храбра и верна жена во Библијата, а Библијата е полна со примери на храбри жени, во некои ситуации дори похрабри од некои. Не можеме да ги наречеме ни мажи. А со такви некои изобилува денешниот свет, 21. век. За жал. Значи, во првата книга Самуилова, веднаш после книгата за Рута, зборувавме за случајот на Ана, Јакова име е можеби првото име на сите што во историјата се викале Ани. Мајката на пророкот Самуил, која што за да стане мајка, требала да помине низ едно тешко и необично искуство. Имено зборувавме за тоа дека била нероткиња, кога зборувавме за таа тема, патем речено, јас мејата сабота прашав дали тоа треба да го сметаме за болест. Како реакција на претходната проповед, добив еден одговор од еден наш пријател, дека постојат случаеви каде што невозможноста да се има деца, неможноста да се има деца, е од некоја психолошка причина. Јас не сум знал за тоа, јас мислев дека сите такви случаеви се од физиолошка причина. Ако е тоа случај, само да појаснам и за нашите гледачи, дека кога на почетокот на годината зборувавме за болести и примери на исцеление во Библијата, се договоривме, веројатно некој од вас ќе се сети, дека под болест нема да подразбираме психолошки проблем. Току кога зборуваме за исцеление во Библијата, подразбираме исцеление од физички телесни болести. Рековме дека особено за тоа време, во Стариот Завет, во Израел, било голем хендикеп да се нема деца. Тогаш воопшто не се поставувало прашање дали сакате да имате деца, значи такви идиотски прашања какви што поставува човекот на 21. век. Значи денес живееме во време кога се е ненормално, кога семејството се распаѓа, кога браковите се само некоја опција и така натаму, а не нешто што треба и се очекува да биде начин на живот на секој човек. И да не зборуваме понатаму. Во Стариот Израел, само од болест или од хендикеп, од некоја причина која што е последица на гревот, на генетски пореметувања или на било какви за нас непознати, не можело да се има деца. Рековме дека Ана доживувала тешки, прочитавме поточно во првата глава од оваа книга, прва Самуилова, тешки понижувања и од страна на незината соперничка, значи првата жена на Елкана, незиниот сопруг, а и самиот факт што на некој начин била втора жена во тој брак, во еден таков не толку чуден случај, бидејќи во времето на Старозаветниот Израел многу почесто Божиот народ бил во отпад и непослушност кон заветот, отколку што бил послушен и верен на Господа. Па не е чудно да имало, рековме, и полигамија, во конкретниот случај бигамија, во крилото на израелскиот народ. А гледаме дека самиот Елкана не бил некој неморален човек, туку напротив бил многу внимателен и токму заради незиниот хендикеп и укажувал повеќе
љубов, повеќе внимание на Ана, која што му била и омилена жена. Сепак, Ана не била задоволна од таквиот третман. Таа сакала да има деца, бидејќи да се биде жена во Стариот Израел без деца, тоа било еднакво на смрт. Тоа било тежок хендикеп без кој со кој животот не може да се замисли, ако не постои начин да се реши овој проблем. Не знам како е денес, но верувам дека и денес ваквите случаеви ги сметаат за нерешливи од аспект на модерната медицина, освен во некои случаеви, може би со некои или некакви операции се постигнало да може да се случи оплодување и така натаму. Но во главном повеќето случаеви и денес човекот не може да ги исцели. Можеме слободно да речеме дека спаѓаат во случај, во категорија на неисцеливи болести. Имаме многу што денес неисцеливо, неизлечиво, така наречени неизлечиви болести. Зошто луѓето ги нарекуваат неизлечиви? Затоа што тие самите не можат да ги излечат. Затоа што човечката наука и човечките способности не можат да ги излечат. Освен тоа, живееме во време на империализам, да употребам еден таков марксистички израз, каде што со човечката медицина, па и со другите области од науката, владее капиталот, конкретно во медицината, фармацевската индустрија, која што и не сака да ве лечи, ако сте болни. Нема интерес да ве лечи. Значи, не велам докторите, медицинарите, велам капиталот. Фармацевската индустрија не сака вие да бидете излечени. Затоа што нема корист од вас ако вие бидете здрави. За да бидете клиенти, муштерии на овој капитал, вие треба да бидете живи, нема корист ни ако умрете, што каква фајда од мртов, туку да бидете болни колку што е можно подолго, за да ве одржува, да ви се одржува болеста. И затоа постојат еден куп средства во аптеките, кои што, а како се викаше аптеката, се сеќавате на грчки, ви спомнав еднаш, се вика отровница во превод. Продавница за отрови. Фармакеион, отрови. Фармација, од таму доаѓа тој збор. Значи, отровница. Да, како што реков, дури и некој така не кажа еден доктор во Хартланд дека некои лекови за намалување на високиот крвен притисок се прават од змиски отров. Затоа што змијата, барем некои змии, кога ги убиваат своите жртви, нивниот отров има таков ефект врз телото на жртвата да го бутне крвниот притисок на нула и автоматски жртвата се онесвестува, односно умира. Многу интересно. И споменавме кој беше символот на медицината. Змијата околу Мојсеевиот стап, а не вела така. Денес, како за многу други области од науката, луѓето не сакаат да признаат дека некои работи сепак потекнуваат, што ги користат, потекнуваат од Библијата. И овој символ на медицината потекнуваше од Библијата, од бронзената, бакарната змија, обвиткана околу стапот, како што Господ му наредил на Мојсеј, така да постапи, за да синовите Израилеви се исцелат од која? Беше таа прва болест, од змискиот отров, од нешто што беше смртоносно. И од што мнозина израелци, читавме таму во Броеви 21 глава, умрее во пустината заради тоа.
пред да биде изработена оваа бакарна змија. Како Ана го решава незиниот проблем? Незината голема болка. Покрај сите страдања, значи, што ги доживува, и самиот комплекс, што не може да има деца, и проблемите од незината соперничка, и веројатно озборувањето и коментарите на незините соседки и така натаму, може би и роднини, поблиски и подалечни. Сето тоа е попратен, значи, хендикеп во животот на хендикепираните, оние кои што веќе се хендикепирани. Ана доживува уште едно големо понижување, а тоа е таму каде што исправно се обраќа за решение на проблемот, особено кога се работи за неизлечива болест, според човечките критериуми, се обраќа во светилиштето, го напушта своето населено место, својата населба, така да речем, села, било тоа во тоа време, немало ни градови, како што денес тоа го сваќаме, или во времето на Новиот Завет веќе биле некои од нив поголеми градови, но и во пред 2000 години Назарет бил село, например, иако денес е град, дури денес е град. А особено сега, ако се вратиме во времето на пророкот Самуил, тоа се биле села. Дури и Ерусалим не постал како град, се уште. Тоа ќе стане дури за време на кралот Давид. И светилиште се наоѓало каде? Во Силом. Тоа било Мојсеевиот шатор. Не било никаков храм. И Ана оди таму се обраќа да најде решение, да бара решение за својот проблем. Пред Господа, во местото каде што Господ видливо живее, со својата слава, шекина, во светињата на светињите. И таму доживува понижување од никој друг, туку од поглаварот на Израелската православна црква, односно во тоа време првосвещеникот Илија, водачот на Божиот народ, духовниот. И тој ја прогласува Ана за пијана. Нешто е ненормално оваа жена постојано да додева овдека пред мене, пред светилиштето, пред црквата, би можеле да речеме, со наш поим. Сигурно е пијана. И ја прогласува за пијана. И ја брка на културен начин. Како одговори Ана на ова тешко обвинение? И тука застанавме. Ке отвориме уште еднаш. Прва книга Самуил, или прва Самуилова книга, првата глава. Од 14 стих па надолу, еви конкретни зборови на првосвещеникот, и Илија и рече: до кога ќе бидеш пијана? Отрезни се од виното што е во тебе. Тој веќе ја прогласи за пијана. Тој бил убеден дека е таа пијана. Интересно, ви се случило ли некојаш некој да ве прогласи за пијан? А не сте. Кога, дали во Библијата се сеќаваме на некој настан, кога некој, и тоа верен, Божи, да речеме човек, не само еден, бил прогласен за пијан, а не бил. Да, при излевањето на Светиот Дух на Педесетница, врз апостолите, почнале да се случуваат невообичаени работи. Меѓу другото, овие неписмени, полуписмени рибари, повеќето од нив биле рибари, но и останатите што не биле, припагале на третата класа, како што велеле во Израел, на обичниот народ, кој што не го познава законот. Знаете што значи? Тоа е како да речете денес за православниот народ, конкретно еве во Македонија, карактеристичен пример. Обичниот народ се разбира од својата вера, од православието, од учењето на светите оци, теологијата на црквата, врска нема. Значи, таков бил народот во Израел.
Дури и фарисеите велеле проклетјав народ. Само он го признава Исуса. Проклетјав народ што не го познава законот. Илија веројатно немал поинакво мислење за своите лаици, верници, од фарисеите во Христово време. Апостолите, кога дури почнале да зборуваат на странски јазици, а биле припадници на обичниот народ, што не го познава законот. И сега некој се досетил да каже, се напиле сладко вино. Многу интересно. Само не знам дали постои некое вино, од кое што ќе почнете да зборувате странски јазици. Верувам не. Ана не пројавувала некои вакви чудесни особини, меѓутоа, сепак и овој коментар на првосвещеникот бил за неа големо понижување. Но како таа реагира? Во 15 стих Ана одговори и рече, не сум пиена, Господару. Видите, на првосвещеникот така му се обраќале. Он навистина бил Господин. Не сум пиена, Господару, туку сум голема несрекница. Не сум пила ниту вино, ниту опоен пијалак, туку ја излевам својата душа пред Господа. И сега, дали од овде може да заклучите индиректно каква била духовната состојба на верскиот поглавар? Ние се разбере кога ќе читате понатаму какви биле неговите синови, значи веднаш ќе. Меѓутоа, само од ова, значи да не знаеме какви синови имал и како тој постапувал со нив, именно толерирајќи ги нивните греови и беззаконија. Само од овој одговор на Ана, можеме да заклучиме дека тој имал никаква духовна состојба. Затоа што духовен човек лесно ќе препознае кој друг е духовен. Или ако некој, значи, ревнува за Господа, ако некој се моли, ако некој ја излева својата душа, духовен човек тоа ќе го препознае, бидејќи ќе си го препознае своето искуство во случајот на другиот. Но ако не го препознава, значи ако реагира како било кој неверник, пијани, ненормални, заблудени, заведени, како се не сте биле прогласени, кога сте ја посведочиле вашата вера. Така реагира неверник, така ќе го толкува вашето искуство неверник. И сега ако Илија тоа го прави истото, пијана. Значи тој самиот е неверник. Сепак, тој бил водачот на Божиот народ. И во Божи очи бил тоа. Немало друг. Затоа, кога Ана доаѓа кај него во светилиштето, таму да го бара решението на проблемот, Господ ја цени и ја признава незината вера. Што ќе се случило ако Ана рекла, што поглавар е овој никаков, што свештеник никаков, синовите, свештениците, да не зборувам, нема фајде кај нив. И си останала дома и воопшто не дошла во Силом, во светилиштето. Дали ќе добила решение и исцеление? Немаше да добие. Значи, каков таков, Илија беше првосвещеникот, таму беше светилиштето. И таму де-факто живееше Господ во светината на светините. Ана отисла на право место и ова нека биде поука за сите нас. Ние секогаш треба да знаеме, иако денес Господ не престојува на некое место конкретно, но ние треба да го почитуваме неговиот поредок, така наречениот евангелски ред. Значи, да ги почитуваме, например, од него ракоположените служители. И сега не е битно сега какви се тие конкретно, не е битно, тие такви какви што се,
може да бидат проблематични и заради нив може да постои проклетство врз Божиот народ. Но, ако сакаме да најдеме решение од Господа, ако сакаме да најдеме решение во црквата, треба да го покажеме почит кон неговиот поредок, кон неговиот ред, како што тој ги поставил нештата и работите. Како Ана доживува исцеление на незиниот проблем? Значи, таа објаснува дека не е пиена, туку дека ја излева својата душа пред Господа. И продолжува: не суди ја својата слугинка како недобра жена, зашто заради тешка тага и жалост се молев толку долго. Илија може би бил посрамен, што вака погрешил во неговата проценка на незиниот случај. Но видите, веројатно може би и затоа не се чувствувал многу кадар да сега и држи предавање, што и како треба да прави. Едноставно сватил дека жената има вера и одговора многу едноставно. Тогаш Илија и одговори вака: оди си во мир, а Израелевиот Бог нека ти ја исполни молитвата со која го молеше. И сега за мене многу значи тоа што он ги кажува овие зборови. Бидејќи Ана на овој начин, бидејќи тој бил посредникот помеѓу Бога и Божиот народ, првосвещеникот бил посредникот, затоа Христос во Новиот Завет е единствениот посредник, бидејќи тој е новозаветниот првосвещеник. Но за разлика од старозаветните, тој не е грешник. Особено за разлика од Илија. И за разлика од нив, тој не е смртник, тој не умира. Ниту неговото свештенство преоѓа на некој друг. Тој е совршен, тој е чист. И што е најважно, бесмртен и вечно, секогаш може да посредува, постојано посредува за оние кои што преку него доаѓаат кај Господа. Штом Илија како првосвещеник и дава ваков одговор, Ана тоа го сваќа и го прима официјално како официјален Господов одговор. Бидејќи Илија е првосвещеникот. И повеќе нема филозофија, повеќе нема молење, повеќе нема плачење. А таа како одговора на ова? А таа рече: нека твојата слугинка најде милост во твоите очи. И жената си отиде по својот пат, почна да јаде, вели 18 стих, јадеше и лицето не и беше веќе тажно како порано. Што ни кажува ова? Значи, таа со вера го прифатила одговорот на првосвещеникот како да е Господов одговор, затоа што тој бил де факто портпаролот на Господ. Тој бил посредникот помеѓу Израеловиот Бог и Израел, неговиот народ. Ана веќе била спокојна и мирна. Дали тоа значи дека веднаш забременила? Да видиме што кажува 19 стих. Утрината поранија и му се поклонија на Господа, што значи ова, повторно во пред светилиштето. А тогаш се вратија и дојдоа во својата куќа во Рама, се вратија во своето село. Денешна Рамала во западниот брег, кој што припаѓа на палестинската територија и околу кој често пати сме слушале, меѓу другото, разни воени действија да се случуваат и во овој град, во денешен Израел. Дори кога се вратија дома, веројатно тоа патување траело неколку дена, како што било вообичаено, се вели дека Елкана тогаш ја позна Ана, својата жена, а Господ си спомни за неја. Многу интересно. Господ секогаш се знае, никогаш ништо не заборава, но интересно е како Библијата некогаш, често пати, не некогаш, зборува за него како да е он човек. Значи, антропоморфно, што би рекле теолозите. Господ си спомни за неја. Ана забремени и кога и беше времето, роди син, кога го нарече со името Самуел.
зашто рече, го измолив од Господа. Што значи тоа име? Шамуел, измолен од Господа, испросен од Господа. Господ го решил незиниот нерешлив проблем. Ја исцелил незината неизлечива болест. Навистина ова представува чудо. Големо чудо. И ден денес би било чудо, ако се случи вакво нешто. А камо ли тогаш? Но малку да се подсетиме како Ана се борела за решение на овој проблем. Мејатата сабота споменав дека таа долго време доаѓаше пред светилиштето, се молеше, ја излеваше својата душа пред Господа. И Господ беше таму цело време, во светињата на светињите. Тој ја гледаше, тој се разбира, ја слушаше. Меѓутоа, зошто веднаш немаше решение на проблем? Значи, како што рековме на почетокот на оваа тема, за примери на исцеленија во Библијата, често пати кога бараме решение за некој проблем, и конкретно кога е исцелување, најчесто тоа е случај со кога се работи за постари лица. Да не речем предумирање. Не мора да се и предумирање. Но најчесто за постари лица. Често пати исцеление и кога го бараме од Господа и кога го бараме на исправен начин, според неговата процедура, исцеление често пати не доаѓа. Знаете, постои исправна процедура кога сакаме и бараме исцеление. Духот на пророштво ја објаснува таа процедура. И апостол Јаков ја објаснува таа процедура. На прво место е, значи, треба да бидат исповедани гревови, да бидат опростени гревови за кои што се уште не сме се покајали. Без тоа нема фајде ни од молитва. Како што вели псалмистот, ако бев нашол беззаконие во своето срце, немаше да ме вослиши Господ. Не би сакал сега да зборувам за таа процедура, може друг пат да зборуваме за неа, но ме интересира конкретно случајот на Ана, малку да го разбистриме. Кога дури Ана почнува да добива решение на својот проблем? Значи, таа се моли за дете цело време, Господ е тука, блиску до неа, во светината на светињите, може би само неколку десетини метра подалеку. Но одговор нема, не доаѓа. И што испеќе дека Господ сега го користи трпението на еден неверен првосвещеник. Значи, дури тоа кога му досадило на Илија, па да и рече, оди си мори од тука пијан дурони заедно. Не. Она што предходело е следното. 10 стих, ако се вратиме, го прочитавме мејатата сабота, но сега го прочитам во другиот превод, во Константинов. И ја досана во душата Ана му се помоли на Господа плачејки горко и се заветува вака: Господи над војските, ако погледнеш на неволјата на својата слугинка и си спомниш за мене и не ја заборавиш својата слугинката и дадеш на својата слугинка машко дете,
Значи, конкретно се морали за машко дете. Што се разбира и било од посебна важност, особено во тоа време. Јас ќе му го подарам на Господа, значи тој, синот, за сите денови на неговиот живот и брич нема да помине преку неговата глава. Значи ќе го направам доживотен назиреј, како Самсон. И сега, некој би се прашал, па каква фајда има сега да родите дете, што ќе го дадете, да речеме, ќе го замонашите. Уште од мали нозе, цел живот да служи таму кај Илија, во светилиштето, далеку од вашиот дом. Барем, откако, понатаму читаме дека тоа се случува, откако ќе биде одбиен од градите. Значи, од толку мала возраст, Ана го исполнува својот завет и го дава Самуила во светилиштето. Да биде слуга. Олтар бој, што велат католиците. Кај првосвещеникот Илија. Ама да се биде слуга во домот Господов, тоа е повеќе отколку да се биде Рокфелер во 20. век. Да се биде роб Господов, ама Господов. Не на смрдливите масони, повторно да не употребам некој ваков израз. Не на човек, роб. На Господа да се биде роб и слуга. Тоа е голема работа. Пророците себе си се нарекувале слуги и слугинки, робови и робинки Господови. Самуил навистина ќе биде голем и славен пророк во Израел, иако последниот негов судија. Ана на некој начин, иако може би не доживеала да ги види сите денови на незиниот син и неговата слава, како пророк, сепак била благословена со тоа што не само што добила син, туку добила славен син, познат во целиот Израел и во сите времења до ден денес, како еден од најславните пророци запишени во Светото Писмо. Заради тоа и нејзиниот случај е споменат во Светото Писмо, заради тоа ние знаеме за Елкана и Ана, значи знаеме за ова семејство. Видите што може да направи верата? Тогаш кога мислиме дека никој не гледа, дека сме најпериферни, најанонимуси во нашето општество, иако не треба да сакаме да бидеме познати. После пак не се качат на глава и новинари, и папараци, и еден куп лаги и измислици за вас, па и со тоа не се живе. Но се работи за едно едноставно семејство, какво што имало илјадници околу нив по целиот Израел. И само затоа што оваа жена покажала едноставна, но силна вера и се заветувала на Господа дека само дај ми дете, а јас ќе го направам уште од мали нозе твој слуга. И па сега да одговорим реченото, па што има фајде? Знаете, постојат луѓе, постојат родители, постојат такви за жал, надвор во светот, кои што ги сакаат своите деца, но ги сакаат себично своите деца. Всушност не ги љубат исправно, туку ги сакаат себично. Што значи тоа? Знаете, постојат, знаеме, например, имаме и ние таков случај овдека со семејството на сестра Перса, каде што некои родители губат деца, за да на тој начин тоа искуство ги доведе, ги сближи со Господа. Колку толку. Во незиниот случај конкретно, фала Богу, одлично, бидејќи незините родители се обратиле, станале верници, се крстиле и така натаму. Но еве го имаме и случајот со една наша соседка овдека.
Има веројатно многу такви случаи. Што ќе беше ако не ги загубеа своите деца? Ќе си продолжеа да го живеат својот себичен живот, без вера, без Господ. Во светот има многу такви случаи. Што ќе беше со тие девојки, момци, сеедно, кои ќе пораснеа? И тоа не знаеме, а во денешно ненормално време, најверојатно, ќе појдеа многу лесно по грешен пат што води кон смртта и вечен пекол и вечна пропаст. А сепак на некој начин Господ сака да ги изближи кон себе таквите родители. А истовремено да ги спаси нивите деца. Истовремено да ги спаси нивите деца. Да имаат удел во првото воскресение и во вечниот живот. Имаме и такви случаи. За Ана било битно да има син, но не толку битно па да се го има цело време кај неа, да му се радува и да се гордее со него, или да и биде тука во домот, или да се фали со него пред своите комши и така натаму. Доволно е само да го има, да го роди. И штом го одбива од градите, веднаш го предава во Господовиот дом. Нека биде слуга Господов до крајот на животот. Важно, мојата болка е исцелена. Мојот случај е решен. Јас немам право да зборувам, бидејќи не сум родител. И брат Борче не е родител. Меѓутоа, во името на Господа би сакал да порачам. Дали сте спремни, браќи и сестри, да направите се вашите деца прво да му служат на Господа, прво да ги поставите на Господовиот пат, а ништо друго да не биде поважно од тоа. Тоа е тешко прашање. Меѓутоа, да не забравиме дека Господ е и семоќен и дека кај него постојат решенија и исцелувања за секаква болест, за секаков проблем. Затоа да му се помолиме и ние денес на Господа. Денес, а не утре. Секој за својата болка, за своите проблеми. И се разбира да не забравиме на искуството што го прочита сестра Стефка, односно го прераскажа во врска со фудбалерот. Дека постојат други кои што имаат поголеми проблеми, кои што се по-хендикепирани од нас и во споредба со нив нашите проблеми не се ништо. Јас тука би завршил. Нека му е фала и слава на Господа и нека овој случај со мајката на пророкот Самуил биде охрабрување за сите вас како родители, а и за нас останатите како деца. Не е касно за касно, меѓутоа. Живееме во улави времиња. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.